Некои приказни никогаш не стигнуваат до јавноста. Не се раскажуваат на сцени, не се слушаат во медиумите и не завршуваат на насловни страници. Но тие се тука, помеѓу нас, тивки, но болни, раскажани само од другата страна на телефонската линија. Ова е приказна за децата, за младите, за тие кои поради невнимание или незнаење го почувствувале дигиталниот пекол. Ова се сведоштва што ги слушаат само операторите на СОС линијата Ало Бушавко на првата детска амбасада Меѓаши. Тим од луѓе што секојдневно го слушаат она што останатите го игнорираат. На 15 години, една девојка во Македонија веќе знае што значи да се загуби сопствената социјална мрежа, но не дигиталната, туку човечката, онаа вистинската, онаа поважната. Еден од кои што посебно ми остави впечаток беше за 15 годишна девојка која што беше изложена, таргетирана на анонимни социјални постови на Инстаграм профилот, и тие беа навредливи содржини кои што влијае целосно на самото девојче и беше нешто кое што се провлекува од основно училиште и траеше подолг процес. И од самата видливост на дојавувачот, вознемиреноста, можевме да забележиме колку длабоко може да влијаат тие дигитален мобинг и да ги наруши реалните односи на децата, како и колку еден пост може да го разруши целата социјална мрежа на самите деца. Во овој случај, јас од тоа што се сеќавам и од информациите кои што ги имам за дојавата, беа дека самото девојче имало социјална изолација и видливи трауматски елементи, како и дека го избегнуваат во училиште, намален број на другари и видлив страв. Се слушаше стравот и на дојавувачот, претпоставувам дека сето тоа се провлекувало и кај детето. Некогаш не е доволно само да се пријави. Потребно е некој да знае што да прави со тие зборови, со тој глас од другата страна на линијата, глас кој очајно бара помош. И за вакви случаи, општо за било кое јавување на телефонот, најчесто луѓето кога ќе се јават се вознемирени, не знаат каде да се обратат, се обраќаат кај нас поради тоа што не гледаат друга опција. Најважното нешто што може да го направиме е да им дадеме поддршка, да се чувствуваат безбедно и слушнато. Затоа многу е важно тука емпатијата, активното слушање и да им дадеме знаење дека веќе не се сами, дека има некој да ги поддржи, дека сме тука, дека ги слушаме и дека на било кој начин ќе се обидеме да го решиме проблемот. Но не секогаш детето знае дека е жртва. Некогаш станува збор за процес, тивок, манипулативен и невидлив. Често пати децата не се ни свесни што се случува, бидејќи самата grooming, како што се вика, процес е постепен и многу манипулативен. Лицето кое што од спротивната страна на мрежата постапува многу со внимание и најпрво стекнува доверба кај детето и ги таргетира на некој начин оние деца кои што се со помала самодоверба, помали контакти, близина со родители и помали контакти со врсници. Како ги препознавате случаите на груминг, бидејќи рековте дека децата можеби нема ни да бидат свесни, а некој треба да препознае од страна? Така, тоа се препознава преку видливи реакции на детето. Најпрвен преку тоа што самото дете многу повеќе време ќе посветува на социјалните мрежи. Потоа видливо ќе се смени неговото однесување, како добива некои подароци за кои што самото не ни кажува од кого се и зошто се тие подароци. Многу повеќе време поминува пред екранот и исто така се повлекува и ги крие неговите социјални мрежи, да речам. Во некој случај, довербата е злоупотребена, а срамот ја затвора вратата за помош. Имаше еден случај лани, минатата година, каде што девојче се јави доста загрижено и се пожали од тоа што незините фотографии кои што ги споделила со личност која што не значи биле искористувани на начин кој што таа не сакала да бидат искористувани и
биле споделувани со други без нејзина дозвола, а тие биле интимни слики. Човек кој што го запознала преку интернет и го чувствувала како близок во моментот и му верувала, меѓутоа потоа тие фотографии излегле во јавност, каде што таа не сакала да излезат. Дури и кога ќе соберат храброст, немаат каде да пријават или пак мислат дека немаат. Ние имаме многу ретко вакви повици, а како што рековте, е нова ситуација, некоја сметаат за табу тема, многу ретко се пријавува, особено поради тоа што, како што спомнав, со тоа што ќе споделиш слика, на некој начин ти си првиот што сподели сликата. Тоа може да ти јави тебе чувство на вина, може да се сплашиш од осуденост од другите. Не треба да ги осудуваме луѓето, не треба тоа да го правиме, меѓутоа кога веќе се чувствуваш загрозено, се може да се сврти низ глава и затоа има многу страв да пријават. Повеќето повици кои ќе ни се јават баш поради тоа што не знаат каде да се упатат. Нашата линија е за се и било кој кога ќе се јави најчесто не знае што да направи, затоа се јавил тука за да праша што да направам, каде да се упатам, така што најчесто ние ги упатуваме. Најчесто тоа е во одделението за сајбер криминал. Порастот на пријавите поврзани со дигитално насилство се некаде од 2022 година па наваму. Ние со нашата поголема присутност на социјалните мрежи и секаде каде што се децата, за да можеме да бидеме препознаени, сметаме дека и сме допреле до нив за да почнат да ги пријавуваат ваквите неправилности. Она што можам да го истакнам е дека од тие дојави најчесто имаме сайбербулинг, обично во групни четови или конверзации или пак некој да речам лоши коментари по социјалните мрежи, исто така уцена со приватни фотографии сме добивали како дојава, исто така и споделување на приватни содржини без согласност или пак онлайн вознемирување од некои анонимни или приватни профили. Затоа повторно ќе потенцирам дека раната едукација е клучна. Треба да се работи на ова, да самите деца препознаат што е тоа онлайн ризик, да речем, што е опасно. Иако се во дигитален простор, последиците се длабоко реални и не секогаш се јасно видливи. Прво што би споменала од она што го гледаме секојдневно, една реална слика на Алобуша во линијата, дека менталното здравје кај децата навистина загрозено, треба да се вложува многу повеќе. Самото општество треба да нуди повеќе бесплатни достапни сервиси за децата и за нивното ментално здравје. Оние училишни психолози да се вистина активни и достапни за децата и секако што од најрана возраст да им се кажува на децата повеќе за нивните чувства, дека истите се валидни и дека е во ред да се побара помош кога и да се чувствуваат вознемирено или депресивно или анксиозно. Исто така, наша препорака е што повеќе да се унапредува дигиталната писменост. Денес децата наистина голем дел од времето го поминуваат на своите телефонски уреди, несвесни за што се случува, што може да им се случи. Исто така сме сведоци дека многу пати родителите и самите наставници не препознаваат што се случува со децата, ниту пак во многу случаи не знаат да реагираат на состојбата низ која поминуваат децата. Кога ќе престанеме да ги гледаме екраните само како алатка, ќе почнеме да ги гледаме како можен извор на болка и само тогаш можеби ќе започнеме да делуваме.